Стотици предмети кои што се водат во македонските судови застаруваат. Со години предметите фаќале прашина во фиоките, се додека не добијат печат на застареност. Само лани, заклучно со месец ноември, застареле 236 предмети. Од нив 71 се кривични дела за кои била запретена и затворска казна од 3 до 5 години. Недостатокот на суди и јавни обвинители е една од причините за ваквата ситуација која доведе до застој, одложување на постапките и трупање на нерешени предмети, укажуваат правните експерти. Дојдовме до ситуација дека една генерација не се прими сега за кандидати за Академијата за суди, автоматски останувме, а 3 години треба да таа генерација после 3 години да пополни 100, например, суди и обвинители, и сега се дојде до ситуација да има кусок на и суди и обвинители, и тој начин на избор на кандидати, очигледно најдобрите кандидати што завршиле на правните факултети не се слушатели на Академијата и утре да бидат навистина добри обвинители и суди. Два основни судови во држава, Крушевскиот и Беровскиот, останаа без нити еден судија. Судските процеси ги водат делегирани судии од други градови. Судската власт функционира со половина судии од потребните. Согласно податоците на Судскиот совет, заклучно со ланската година, во сите судови потребни се 629 судии, а моментално работа 321. Бројот на обвинители кои недостасуваат е околу 100. Нашето општество отиде на тоа дека мора да има академија, иако со академијата доаѓаат и кадри кои што немат ни еден ден искуство во правосудството. Се прашање кој од кадрите, дали стручни соработници кои по 10, 15, 20 години се во судови и обвинителства би биле посоодветни и покоректно и постручно би вршиле работа, тоа треба да размисли општеството. Менувањето на законот за суди и обвинители, наместо со 64 во пензија да додат со 67 години, нема да го реши проблемот кој влече корени години наназад. Никој не водел грижа за потребата од продуцирање на кадри, велат познавачите на приликите.